Добро утро, Сузе, и добро утро за нашата гостинка, каде што ќе најавиме нешто многу убаво. Инаку, заменик уредник на списанието, убавина и здравје. Колку тоа убаво звучи кога ќе го слушнеме и како наслов, убавина и здравје, и да бидеме убави, но како можеме да бидеме и здрави, нели, од внатре. Но ќе се случи Профемина 2024, креаторка на својот живот. Јас би сакала, Суза, само едно прашање до нашата гостинка, која исто така е убава и здрава, да се жива здрава и добре ни дојде. Добро ве најдов и ви благодарам за прекрасната најава. Секако, како е да се работи во убавина и здравје и да се биде заменик уредник? Имаме ли многу работа? Имаме ли многу обврски? Има многу работа, многу е интересно, многу е динамично. Така. Постојано е различно, бидејќи мора да се во текст со сите актуелни случувања, мора постојано да наоѓаш интересни соговорници, да истражуваш кои теми се од важност за читателите, да ги слушаш читателите и нивните предлози. Така што нема здодевен ден и секој ден е различен. Многу ми не знаат за убавина и здравје, но ке најавиме ова што јас сега исто го кажав. Сузе, повели. Благодарам, Слободанче. Да се задоволят критериумите на жените на вистина е одговорност, предизвик, ама и мотивација, нели, Марија, официјално добро утро. Верувам дека на сите жени, на сите дами, на сите припаднички на понежниот пол, овие минути ќе им бидат и тоа како значајни, за да ги опатиме што утре има во главниот град, во центарот на главниот град и можност за секоја една жена која држи до себе, работи на себе и сака да осознае многу теми поврзани со физичкото и со психичкото здравје и за сето она што ни дава нас, на жените, повеќе женска енергија. Така, ние сме многу возбудени за утрешниот ден, бидејќи по 8 пат се одржува регионалната конференција Профемина, каде што убаво е најави дека ќе се зборува на многу теми за негата, убавината, психичкото здравје и за сите други теми што се од исклучителна важност за жената. Истовремено правиме и осврт на тоа докаде сме со положбата на жената и во деловниот свет, но и во секојдневието. Така што и оваа година, како и секоја, ќе имаме панел дискусии, ќе и студии што ќе се фокусираат на тие теми. Утре, 22 ноември, во Холидейн, од 10 часот до 18 часот 8 часовно полно работно време, многу панелистки, многу учесници, многу гости се очекуваат и многу освестени македонски жени, така? Да. И многу се радувам и едва чекаме да ги пречекаме сите гости што ќе ни дојдат. Може ли да споделиме дел од темите? Секако, да. Значи, тие теми како што се убавини и нега се неизбежни, бидејќи знаеме колку им се важни на жените. Закон е тоа, така. Меѓутоа, имаме и други теми, оваа година и малку поразлични. Ќе зборуваме за подобар онлайн свет, односно, нели, сите сме вклучени во тој свет онлайн, нели, сите знаеме како да користиме технологија, но дали знаеме да се заштитиме од негативните влијанија, како што се, не знам, сајберсилеџиство стана многу актуелен термин во последно време, потоа, не знам, тие онлайн измами, нели, сега имаше на Инстаграм лажни профили прават, па испраќаат пораки до твоите следбеници, не знам, лажни фотографии со помош на вештачка интелигенција и сега ќе продискутираме малку на таа тема како да се заштитиме од сите тие, како правилно да го користиме интернетот. И сега тука ќе зборуваат експерти од таа област, ќе зборува психолог, ќе зборуваат инфлуенсери кои што се директно засегнати, кои што поминуваат многу време на тие платформи, на социјалните мрежи, така што ете таа тема би ја издвоила како една од поинтересните. Потоа исто што сметам дека е многу значајна тема, ќе се обидеме да ги срушиме табуата околу поимот менструација. Нели, сите малку сме срамежливи кога станува имаме збор. теми на кои сме осетливи и ги заобиколуваме. Многу често, иако е 21 век и нема табуа, наводно, но жената е секогаш осетлива по одредени теми. Да, и некако цело време за тој термин некако користиме некои еуфемизми, не знам, оние денови, женски циклус, некако како да се плашиме да го изговориме зборот, а станува збор за некој нормален процес, нешто природно, нешто што е здраво и што, нели, треба да го има.
И тука исто така ќе се осврнеме на проблемот со менструалната сиромаштија, кој што е исто голем проблем, а малку се зборува. Така што и тука ќе имаме исто, не знам, ќе зборува гинеколог, ќе зборува психолог, кој што ќе проговори за психичките аспекти низ кои што поминува жената кога... За кои мажите појма немаат. Да, тука мажите нема да се пронедат многу во оваа тема, но добро би било да слушнат за евентуално подобро да разберат, нели, кога... Кој сака да слушне, ќе слушне, а и ќе прочита. Има денеска мажи кои навистина се интересираат и сакаат да знаат што им се случува на жените во многу денови од месецот. Навистина има и многу се радувам што некако ни прерасна во традиција последниве години, секогаш последната панел дискусија, како јаготка на шлагот, ние со господа, односно со мажи учесници, кои што ќе се обидат да најдат одговор на прашањето што сакаат жените, меѓутоа од нивна призма. И тука ќе имаме интересни соговорници од различни сфери, кои што ќе се обидат заедно со нас тоа вечно прашање да пробаме да го одговориме. Што во 8 години го одговараме. Така, браво. Колку го следевте пулсот на жените? Јас знам дека вие како магазин, како еден од најпрестижните, би рекла, портали за убавина кои што работите посветено, колку го следите љубопитството на македонската жена? Што би сакала таа да чита? Зашто би сакала таа навистина да биде едуцирана? Дали ви стига фидбекот од вашата публика? Да, ни пристигнуваат пораки и со задоволство ги читаме и се радуваме кога има и пораки и критики, бидејќи ако нема критика, нели не можеш да знаеш што да подобриш. И секогаш се трудиме да ги слушнеме и нивните предлози и нивните идеи што пристигнуваат до нас. Но со задоволство можам да кажам дека жените и нашите читателки се навистина многу образовани, многу љубопитни, сакаат да читаат и се уште читаат печатен медиум. Значи не се целосно... Тоа е добра вест. Тоа е добра вест, да. Бидејќи знаеме сега колку сме изложени на сите тие веб-сајтови и супер е, нели, и тоа е убаво, меѓутоа не знам, тоа печатен медиум, некако убаво е да се задржи тој момент да го имаш во рака, да го листаш. Така е. Креаторка на својот живот. Преубав наслов, преубав слоган, многу мотивирачки. Според сите ваши истражувања, контакти и сето она кое што го пласирате, дојде ли македонската жена на ниво да може вистински да биде креатор на својот живот? Денеска имаме многу самостојни жени кои па и се определуваат да не се подпираат на некого по секоја цена. Во минатото, водени во едни други рамки, жените навистина имале потреба секогаш да се подпрат на посилниот пол. Денеска се сменија времињата. Мислам дека сме на добар пат. Се уште има многу аспекти од тој проблем што допрва треба да се разрешуваат. И за жал тоа и многу зависи од средината во која што жената расте и се образува и слично. Нели не е исто да си, не знам, во главниот град и во некое друго многу помало место. Предрасудите се различни. И баш токму на една од тие панел дискусии насловот е прашања што не во заграда, што треба или не треба да ги поставуваме, во смисла на кога ќе се мажиш, кога ќе родиш дете, кога ќе ослабеш и слично, што се навистина, нели, не знам, некултурни, не знам како да ги наречам, односно ќе истражиме дали се некултурни, дали има право некој да ги поставува воопшто тие прашања. И тука ни е целта да видиме дали жената во Македонија е подготвена да биде креаторка на својот живот и покрај сите предрасуди и околности и очекувања што општеството ги има за неа. И тука ќе имаме многу интересни соговорнички кои што како што ги опишавте важат за такви самостојни жени што решиле да им пркосат на некои од тие очекувања стереотипите. Да. И решиле самите да си одлучат. Колку е дозволено на македонската жена да старее природно, да и се видат брчките, да и се види белата коса? Следиме дека па дури и Холивуд почна да се ослободува од тие предрасуди дека жената колку и да има години таа мора да изгледа безпрекорно, перфектно. Знаеме дека последната деценија има навистина на голема експанзија од
користење на разноразни начини да жената буквално ги сокрие годините, ама никој да не ги види колку и се годините, освен во личната карта, каде што мора да се покаже. Колку тука македонската жена следи некакви стандарди или пак се наоѓа себе си во тоа дека да, годините се мој благослов, годините се мое богатство и не е ништо страшно ако се видат на моето лице, на мојата коса и на моите раце, дланки и така натаму. Мислам дека има и такви, бидејќи достапноста на тие естетски корекции, на тие трендови во таа индустрија ни се многу достапни и нам. И забележувам дека девојките многу млади почнуваат да прибегнуваат кон тие некои алатки за разобавување и за одложување на старењето. И исто една од панел дискусиите ни е дали ни е дозволено да старееме. И исто тука ќе продискутираме на таа тема, што значи всушност... Естетичар имаме или психолог имаме на таа тема? Имаме психолог, имаме представник на козметичка индустрија, имаме теве лица кои што се најизложени на тој притисок да останат вечно да им се млади. бројат брчките од рано наутро, доколку ги имаат и доколку им се гледаат, се разбира. Да, и малку ќе разгледаме што значи тој поим достоинствено старење. И идејата ни е да покажеме дека старењето не треба да го доживуваме како непријател, туку како привилегија, бидејќи навистина Секој баш и нема привилегија да остари, така. Да. И тие знаци на старење не се ништо друго освен зрелост, мудрост, искуство и иако, како што кажа и ти, во Холивуд веќе почнаа некои актерки да повеќе... Со гордост да си ја пуштаат својата бела коса. Да, Ненди Макдауел сега баш ми дојде на памет. Не знам, мислам дека и Сара Джесика Паркер се некои од тие што веќе покажуваат дека тука нема ништо страшно и убаво изгледаат и се прекрасни, елегантни, софистицирани жени, нема потреба да се обезличуваме. Само за да одложиме некаков природен процес. Па јас мислам дека и многу освестени жени во тоа трето полувреме, ти го наречам, во животот, се уморни од тоа да им се допаѓаат на сите, да бидат постојано во топ форма, да бидат постојано онака како што ги очекуваат нивните фанови или нивната публика, скоцкани од глава до петици, и забораваат да бидат своји, автентични, и навистина тоа создава огромен притисок кај жената да биде секогаш, ама баш секогаш дотерана и да ја доживуваат сите онака женствено, како што да речеме. Во развиениот свет јас скоро патував во една убава земја, во Европа, и таму морам да ти признаам дека и во текот на денот и во текот на ноќта не видов ниту жена во штикли, ниту жена со некој супер аутфит која што требаше да се допадне на луѓето. Само луѓето се практични, жените особено се практични, најпрво се грижат за своето физичко здравје, а потоа се грижат второстепено и за се останато. Мислам дека и без физичкото здравје не може да има, нели, таа надворешна убавина не може да дојде до израз ако однатре нели не сме пред се здрави. Така е. Така што убавина и здравје сме, ама тоа се оди едно со друго. Прво здравје, па после убавината се доаѓа само по себе. Ајде да се навратиме повторно на утрешниот ден и на она што во Holiday Inn од 10 часот ќе се случува. Многу панел дискусии, многу теми допадливи за жените и многу причини зошто да дојдат и да слушнат сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова урбана приказна убавина и здравје. 8 пат оваа конференција се случува во нашава земја. Колку од година во година правите разлики, колку изфрлувате, додавате нешто ново? Со секое едно ново издание нешто ново осознаваме. Да, додаваме и оваа година ќе имаме баш еден голем експеримент, бидејќи сакаме да направиме околу видео зидот кој што ќе оди позади соговорниците, сакаме да направиме да има нели и зумирање директно на тој што зборува, и ова ќе биде прв пат оваа година. Ќе испробаме, значи, од технолошки аспект нешто ново и ќе видиме како ќе функционира. Инаку секоја година се побогата и побогата ни станува, бидејќи покрај панел дискусиите имаме и многу богата зона на искуства, ја викаме ние, каде што посетителите помеѓу панел дискусиите можат да ги посетат изложбените штандови, да испробаат, не знам, разни препарати за нега, за шминка, да се освежат со кафе, со вода, ќе имаме и пијала, овој пат на коктел пауза.
Имаме многу подароци и за тие што ќе останат до крај, ќе имаат можност да видат дали ќе бидат извлечени од нашата лотарија, бидејќи сите што ќе се регистрираат на влезот, ќе станат учесници во таа лотарија, која што пак ќе им даде можност на сите да добијат вредни подароци. И исто би сакала да напоменам дека влезот е бесплатен, значи може да Значи не е потребна влезница, резервација и така не, натаму. само ги охрабруваме да се регистрираат, значи да На го кој пријават начин? своето присуство, може на нашиот Инстаграм профил ubavinaizdrave.mk или на нашата имейл адреса event@colormedia.com.mk, но секако и да не го направиле тоа, ако некој му текне нели во денот дека сака да дојде, може, само на овој начин ќе се осигурат дека ќе имаат место. И може да дојдат во било кој дел од денот, значи не мора да бидат од почеток до крај. Може да дојдат за било која панел дискусија што ги интересира, да се заминат, па пак да се вратат. Значи цело време имаме проток на луѓе, се менуваат, доаѓаат, си одат, така што не, мислам, многу е слободно, многу е опуштено. Имаат можност да прашуваат исто после секоја панел дискусија, значи ги вклучуваме и гостите, може да поставуваат прашања, потоа можат да си поразговараат со некој од докторите, од експертите за тоа што ги интересира, со некоја јавна личност што ја сакале да се фотографира, да се запознаат, така што ќе ги и тие некои јавни личности ќе имаат можност да ги запознаат во поинакво светло и да им се доближат да ги запознаат. Да. Одлично, јас верувам дека ќе најдам некој тајминг во денот утре и ќе ви се приклучам на некоја од дискусиите. Би ни било драго и сите. Особено ме радува тоа што сте го вклучиле моментот на кој со децении работи познатата американска писателка Барбара де Анджелис, која цел живот ги истражува машко-женските релации и токму и за тоа и пишува што би сакале жените да знаат за мажите, и една друга исто така нејзина најпопуларна книга е што мажите би сакале да знаат за жените, и вие токму правите компарација помеѓу овие две нешта и затоа ги имате и вклучено и мажите во овој месец во кој се подига свеста за машкото здравје. Така, да, и значи мажите се добре дојдени, иако е профемина, иако нели гласи како важи за женска конференција. Очекуваме мажи, така веќе има пријавени, регистрирани? Има, да, секако, и се надевам дека ќе ги има во секоја година се поголем и поголем број, бидејќи тие сакаат да слушнат се ова што го зборуваме и нив ги интересира, така што добре дојдени се и мажи. Одлично. Јас верувам дека ќе биде вистина убаво и корисно да се биде таму, ги покануваме и охрабруваме сите оние кои што утре немате некоја позначајна, можеби, обврска помеѓу 10 и 18 часот. Дестинацијата е Holiday Inn, а темата е, се разбира, биди креаторка на својот живот. Марија, многу ти благодарам. Благодарам и на тебе. Така. Топче? Многу ви благодарам со оглед на тоа дека вие зборувавте за убавината на жената. Јас на вашиот сајт искрена да бидам, толку има многу и совети за здравје и како да го чуваме нашето здравје, како да си внесуваме здрава храна. Еве само ќе извојам може и неколку, за да знаат и гледачите колку е достапно да се информираме за домашен лек. Еве, например, на познатиот доктор Амосов го намалува ризикот од срцеви болести. 7 знаци да дознаеме дека имаме дефицит на витамин Д, за карциномите многу, исто така за стресот, за исхраната, за празот, многу информации кои што ни се достапни за она, како што кажав, да знаеме и како да си го негуваме нашето здравје, кои се добре дојдени. Благодарам за разговорот.